Владата на Заев е падната, а процесот на проширување на ЕУ е загрозен, анализира еден од највлијателните американски медиуми Нью Йорк Таймс. Во текстот посветен на работата на францускиот председател по негативниот исход на последниот ЕУ самит, се вели дека одлуката на Емануел Макрон за вето за нашата земја за почеток на преговорите била шок за Македонија. Мала држава која направила се што барал Брисел, вклучувајќи ја и промената на името за да ги задоволи грците. Сето тоа резултирало со тотално нарушување на позицијата на владата. Во Македонија, владата на премиерот Зоран Заев е сега колабирана и процесот на проширување на ЕУ е доведен во прашање. Ревизијата на процедурата за проширување беше клучен аргумент за ветото на францускиот председател за почеток на преговорите за Македонија, пишува Нью Йорк Таймс. Макрон беше осамен меѓу 28-те земји членки во ставањето вето за Македонија за почнување на пристапните преговори, но Макрон одненадеж коментираше дека процедурата на проширување на Европската унија треба да биде ревидирана. Потегот на Макрон се анализира како негово позиционирање во однос на екстремно десничарската партија во пресрет на председателските избори 2022 година.